ноќите тешки, празно е се без тебе. Замина сама без поздрав, но понесе Групата Dream Team одбележува 25 години постојни успешно работење на нашата естрада. Четврт век исполнет со голем број концерти на сите континенти, отпеани безброј хитови и многу незаборавни заеднички патувања, дружби и моменти за кои што ќе позборуваме и следниве минути низ разговорот со Чуле и Коки, кој што го правиме во пресред на јубилејниот концерт кој што е закажан на 29 ноември во Македонскиот народен театар. Здраво за двајцата. Здраво, здраво. Како сте? Рано наутро функционирате ли лесно и убаво? Искрено да ви кажам, малци сме уморни секој ден со подготовки за престојниот концерт, но издржуваме добре. Коки, како функционираш ти рано наутро? Кога ти почнува денот? Функционално, од 6 сата цувале. Се припремам и сам коректно си одат подготовките. Малку е напорно, пошто сериозен настан и треба да му се даде еден сериозен пристап, но ние не се плашиме од работа, од обврски. Јас сум задоволен, до сега е окей. Ке издржим уште 2-3 дена. Во тоа не се сомневаме, секојдневно имате проби, се подготвува избраниот репертоар со кој што ќе се одбележат овие 25 години. Чуле, ајде малку околу програмата, што се ќе може да се слушне на овој концерт, кој што ќе биде вистинско уживање за присутната публика во Манат. Впрочем и самиот наслов и самата тема на концертот, нели 25 години Dream Team, ќе бидат застапени сите, да кажам, и инструментални numeri и сите песни што нели низ овие 25 години што ги имаме нели направено со Dream Team. Морам да напоменам дека сите ќе бидат наши авторски композиции застапени на овој концерт. Како автори се јавуваат нели сите членови на Dream Team, ќе имаме и гости со исклучок на неколку композиции нели што ќе ги изведат нашите гости. Сите ќе бидат авторски песни и ќе биде доста интересно. Коки, ти си дел од првата постава на Dream Team, помина многу години низ кои Dream Team како бенд растеше, созреваше заедно со сите вас. Како сега се сеќаваш на почетоците на бендот пред 25 години? Веќе заборавив. Пред се ми е драго, баш разговаравме со колегите. Ние сме еден од ретките бендови кои што толку долго обстанува, да речеме, на естрадава. И пред се ми е и чест и задоволство што 25 години поминаа и се надевам дека тоа ќе продолжи понатаму, ќе оставиме на помладите генерации да си го земат своето место. И навистина секогаш сум зборувал и ќе зборувам со гордост и со задоволство, затоа што јас сум еден од таа прва гарнитура што од ветераните, да. И од основачите. И од основачите, така е. Многу години, патувања на сите континенти, концерти, настани, настапи, кој знае дали им го знаете и вие самите бројот. Што ти било најинтересно или најнеобично од тоа ваше музичко патешествие, Коки? Треба да напишеме една книга последните 15 години и повеќе. Стварно имало многу интересни ситуации, сака во момент не ми текнува нешто така
може на Чуле нешто. Чуле, ти што би извил како нешто супер необично? Многу случаи ми се вртат низ глава, затоа и се насмеав. Имаше една многу интересна случка во Германија, ја прераскажуваме многу често. Така бевме сместени во една куќа каде наш пријател, опуштена атмосфера, нели јадење, некоја чашка алкохол и со коки, пошто двајцата сме така темпераментни по карактери, он е 2 пати поголем од мене, ама почнавме да се бориме, нели? И коки се повреди, нели? Не сакајќи. Ама не знаеше ни самиот што му е таа повреда, значи после неколку месеци најверојатно му текна дека имавме една таква интересна борба во Германија и може би уште носи последици од таа повреда. На равучење не се задавај со Чуле. Да, така. Од сите тие многубројни настапи, има ли концерт што го паметите како најуспешен и најубав? И затоа што на секој концерт различна е публиката, различна е енергијата, различен е самиот амбиент. Што до сега, од се до пред овој што сега го очекуваме, ви е најзначаен настап и концерт? Па, како што кажа, имаме сработено доста концерти, меѓутоа не можеби немале таква тежина и одговорност како што ќе биде овој, нели? Ние прв солистички концерт на Dream Team по повод, нели, 25 години постоење. Колку што можеме се сетаме така, уште ми се свежи сеќавањата, се двата концерти на Маријан Коцев, кои што ги сработивме заедно. Меѓутоа пак ќе нагласам, ова е нешто друго. Јас се надевам дека, нели, како фронтмен на групата, дека одговорноста е голема и се ќе помине во најдобар ред. Билетите се во продажба, се уште се наоѓа билет за оние што не стигнаа да си купат на време. Го спомна Чуле концертот на Маријан Коцев, кога цела присутна публика на нозе стоеше, пееше. Веројатно токму таква атмосфера очекувате и сега на 29. Сигурно. Тоа беше првиот концерт во универзална сала, ми се чини да тоа беше прекрасна атмосфера. Се надевам дека и ќе го доближиме и овој настан со една таква атмосфера. Прекрасна за сите. А што се однесува до концертите, ја на пример сега би издвоил еден настан од Австралија, пошто и таму настаните се како концерт, се изведува концерт и имаш програма од прилика околу саат време, презентираш што всушност си направил последниот период и мене тоа, например, многу ми се допаѓа како настан. И си има по 500-600 гости, после тој саат време презентација на тоа што си направил ново и после на општа забава до крај. И мене, например, тие настани ми се бендисува, прекрасно нешто. Во Австралија, во Мелбурн, кај беше таа големата? Па да, во сега последната турнеја, нели, во Австралија, во Мелбурн, па имавме преку 700-800 гости и навистина беше така грандиозно. Јас посакувам да биде грандиозно и сега на 29-ти на сцената во Македонскиот народен театар да уживате и вие на сцена, исто како и присутната публика во овие преубави песни што ни ги подаривте во изминативе 25 години. Ви благодарам што одвоивте време да се дружиме пред камерата на телевизија Алфа, токму во овие денови кога знам дека најмногу енергија вложувате да се организира се како што треба да се завршат последните проби и ви посакувам да имате супер успешен концерт. Ти благодариме пред се теби, Ирена, што си ве овие 25 години ја следиш нашата кариера и еден голем поздрав до сите гледачи на телевизија Алфа и повелете на концерт.